а сега следат минутите за тоа колку е важно да обрнеме внимание на нашето здравје, да превенираме, односно да спречиме наместо да лечиме. Токму по тој повод наш последен гостин во денешната утринска на Алфа е доктор Иван Трајков, специјалист по кардиологија од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добро утро, фала за поканата. Верувам дека овие минути и сите информации кои што ова утро ќе ги споделиме ќе бидат многу корисни за нашите гледачи, за сите оние кои што долго време не биле на преглед, бидејќи знаеме дека во пандемијата запоставивме многу работи и се нешто, секој некој симптом, болка или нова појава, се си сакавме да си најдеме оправдување од времето ми е, од ова ми е, од она ми е. И така да одлага, луѓето одлага од страв, што поради тоа што во почетокот не можеа да закажат мој термин, па потоа кога можеа, други причини се излагаат, така да случаевите на смртност и на зголемување на кардиоваскуларните болести е се поголем, така нели? Баш точно многу. Пандемијата малце не задеси непланирано. Малце и ние докторите влијаевме врз тоа да лекувањето го продолжиме подници онлайн, што беше една од најголемите грешки и во светот и кај нас. Пациентот да добиваме информации како се симптомите по телефон. Ја кршивме една основна приказка да пациентот го видиме, го слушнеме, го погледнаме, го прегледаме и така за жал многу болести, првенствено и кардиоваскуларни болести ги испуштивме. Како што и се договоривме претходно, ќе збориме за поврзаноста на мозокот и срцето, кој што е една дополнителен фактор кој што се зголеми процентот и во светот и кај нас, за жал, претоа што мозочниот удар сам по себе е една комплицирана медицинска ситуација, а од друга страна го зголемува процентот на неработно способноста на луѓето, значи ги прави инвалиди, што од друга страна го оптоварува овој наш здравствен систем и во светот и кај нас. И затоа е многу битно да се превенираат сите ризик фактори кај тие пациенти, посебно доколку се работи за една поврзано срце и мозок, тоа е една озбилна оска. Така. Ајде за почеток да почнеме од симптомите. Како да го препознаеме мозочниот удар? Мозочниот удар има посебни симптоми, значи тоа ќе оставам за некоја друга прилика. Грубо кажано, мозочниот удар може да биде во две групи, мозочно крварење, кој што е една комплицирана состојба, кој што често бара хируршки интервенции, и денес ќе збориме за така наречена стварање на тромби во мозочниот систем, кои што може да бидат првенствено створени во мозокот, тоа е една состојба на атеросклеротична болест на мозокот, а нешто што е моје полен интерес и денешниот разговор е тромб создаден на друго место, најчесто во срцето или во големите крвни садови околу срцето, кој што за жал во некои ситуации може да се тој одлепи од тоа место и да дојде до мозочниот систем и ќе направи така наречена мозочна емболија, односно мозочно запушување на одредена артерија со сите своји последици. И главната мотив и за жал и во оваа пандемија најчеста причина е одреден тип на аритмија на срцето, кој што непоната забрзана срцева работа, а многу често го имавме во тоа што од страв, што од основната болест пандемија и од други болести, пациентите добиваат такви тромби и завршува во мозочниот систем и имавме мозочна тромбемболична компликација. Тоа не беше само кај нас. Например, во текот на пандемија скандинавските земји имаат страшно добра статистика за таа гледна точка. Во една Данска во првата година, значи 2020, во истиот период спореден јануар, февруар, март, претходната година скоро 40% зголемен мозочен удар кај непрепознаени пациенти, кој што е погубно за сите. Да, многу голем процент. Кажете ми, која е возрастната група на луѓе кои најмногу се изложени на ваков мозочен удар? Има еден многу добар бодовен систем, претоа што модерната медицина бара секој пациент да ние го процениме колку е ризичен за појава на тој тромб создаден во срцето. Аритмијата не е битно името, е предкоморна фибрилација, кој што е огромен, најчеста аритмија во човештвото.
и тој бодовен систем си има неколку скали унатре, кај што годините се еден огромен фактор. Еден е ризикот до 65 години, а над 75 години е дополнителен ризик, доколку пациентот има покачен крвен притисок кој што не го лекува, доколку има шеќерна болест што не го лекува, што не ја лекува, има друга артериска болест на периферни артерии, артерии на вратната регија и други артерии кои што се болни или болни артерии на срцето, доколку има срцева слабост, значи тоа е намалена пумпна снага на срцето, и доколку имал претходен мозочен ивент од било која приказка, тој пациент секој од овие што ги набројав симптоми носи по еден бод, и што повеќе има бодови, тоа значи секој пациент што има веќе 2 бода, а тоа е малтене секој трет пациент над 65 години, сам по себе е високо ризичен да добие таков тромб и последователно има огромни шанси да добие мозочен удар. Значи, главната работа кај овие пациенти, као и за сите болести кај нас, значи треба сите овие фактори, ризик фактори, што побрзо да ги препознаеме, што е многу битно, и уште побитно што побрзо да ги правиме. А аритмијата е единствен начин да се препознае е правењето на електрокардиограм, значи ЕКГ, кај пациентите што се несимптоматски, значи од безброј причини пациентот или не ја осеќа аритмијата или не ги покажува доволно симптомите, што е најлошо и за пациентот и фала Богу и за докторите, бидејќи што порано препознаена аритмија, ние сме подобри доктори. Тоа што препознаен порано, значи една аритмија која што трае 24 сата во континуитет, тој пациент станува високо ризичен за да добие мозочен удар, за жал. Така, значи непрепознаената аритмија може да доведе до последици од мозочен удар. Да, во музиката аритмијата се нарекува синкопа и е многу симпатична, би рекла, многу симпатична појава во музиката која што го некако го разрушува оној континуитет на такт, на ритам, но во здравјето, во работата на срцето, нешто што сериозно треба да ве загрижи и сериозно треба да ве принуди да не ја игнорирате таа појава, туку да почнете веднаш со менување на вашиот животен стил, слушање на препораки од докторот и спречување на мозочен удар, што навистина е една од трите поголеми причини за смртност кај пациентите. Така? Многу е битно да дојде што порано кога ќе осети, па дури да не е правата аритмија, подобро да побара совет за оваа работа. Еви и во кардиологијата зборот синкопа се користи, значи тоа е една од крајните верзии на аритмиите, посебно брзите, тоа е нагол губиток на свест, значи тоа е нешто што никој не сака никако доктор, никако пациент да го добие, но е најбитно да се рано препознае. Доаѓањето некојаш во болница во вакви ситуации е комплицирано, но што пандемијата не научи, значи користењето на секој тип на овие мобилни апликации, телефони, може да го снимаат ритамот на срцето и да го препратат на докторот. Значи, тоа е нешто што Светската здравствена организација и кардиолошките асоциации форсираат да практичи секој нерегуларност на ритамот со било кој помошен мобилен телефон, паметни саати и така натаму, да се снима и тоа да се препрати. Сега да него тоа, злоупотребуваат пациентите па секој минут да праќат, ама подобро е тоа да не го пратат и со тоа се преминира раното откривање, што е многу битно, а последователно и превенцијата на сите овие компликации на кардиоваскуларниот систем. Превенцијата е главна, апсолутно. Така е. Доколку имаме време, ние нешто подоцна ќе вклучиме и гледачно, предходно да одговориме на сите прашања кои сметам дека е нужно да одговориме. Кажете ми, споменавте дека кои се фактори кои што влијаат на добивање на мозочен удар? Дали наследниот фактор и можеби присуството на зголемен стрес кај еден човек може да предизвика Стресот сигурно е ризик фактор, но е за жал немерлива величина, значи не може да го измериме кој како пациент има различно и го исполува стресот, значи некој го исполува со бара некој извор да тоа под наводници ние ги тераме пациентите антистрес терапија, дали е тоа спорт, музика, гледање филмови, комуницирање со луѓе. Сега за жал сите тие работи ги скративме во 2 години. Стравото, пандемијата дополнително ја влоши приказката, но пак ќе кажам, ние не забранивме да пациентите шетаат и бидат физички активни во секој облик, но да, тој стравот проложи и така натаму.
наследниот фактор не е толку, мислам, во сите медицински ситуации има наследен фактор, но наследниот фактор повеќе го префрламе на покачен крвен присок, шеќерна болест и одредени други фактори на физичка неактивност, зголемена телесна тежина, пушење, огромни, средно високи големи количини секојдневни на алкохол и така натаму. Сите овие фактори помалце кои зголемуваат ризикот за појава на ова аритмија, кој што пак ќе потенцирам, многу е битно да во првата фаза се лекува, тоа значи да се јави пациентот на консултација, што побрзо да се почне со лекови за покачен крвен присок и шеќерна болест, што побрзо се започне терапија антиаритмична, значи лекови кои што би ја спречиле аритмијата, и што е најбитно и во иста фаза се започнува, треба лек кој што би ја спречил создавањето на тие тромби, значи така наречени лекови за антикоагулантна терапија, кој што тој бодовен систем што го спомнав предходно, е битно кој пациент треба веднаш, а на кој пациент можеме да почекаме да почнеме со антикоагулантна терапија, што е многу битно. А диагностичките процедури се едноставни за аритмија, нели треба да дојдат во болница, нели малтене во сите болници. Сега ја доаѓам од една нели високо софистицирана болница кај што ние можеме многу лесно да ја нели детектираме во аџибадем систина аритмијата и да ја излекуваме брзо со различни поагресивни и неагресивни методи, но главната приказка е рано препознавање на аритмијата, со тоа ќе станеме и подобри доктори. Браво. Секоја чест. Верувам дека начинот на превенција е клучен тука, за кој што спомена докторот и на почеток, дека секој еден човек кој што ќе ја забележи првата промена или првиот симптом веднаш треба да се обрати на лекар, за да може да ги спречи сите оние понатамишни последици. Исто така споменавте и тоа дека последиците од мозочниот удар може да бидат и траен инвалидитет. Тоа се катастрофални последици, последици кои што нели директно на човекот, директно на неговата работна способност, значи тоа е една од најчистата причина за инвалидитет кај нашите пациенти, значи тој пациент потоа не е способен да оди на работа редовно, да биде активен, поради тоа што често мускулната слабост, дали на една рака, на една нога, говор, вид, значи практички пациентот не е работоспособен после тоа. И главната работа и мотивот на сите овие, значи ние што побрзо да го препознаеме, што да го намалиме последиците на тој мозочен удар и на крај да намалиме смртност, бидејќи смртноста е огромна кај овие пациенти со мозочен удар и овие компликации. Значи целта на секоја медицина е да го проложи животниот век и да превенираме смрт, нели, да не дојде до најлошата компликација на секоја болест, апсолутно. Деновиве имавме доста променливо време, од плюс 27 во саботата на 5 степени во неделата, и извесно дека многу влијаат и овие промени на времето. Некаде прочитав со овие наши паметни телефони дека во голема мера е зголемен и бројот на мозочни удари поради големите промени на времето. Влијае ли тоа? Се правили големи нели статистики и тоа, и не се најде, нели колку што сакаме ние, нели обично, јас сум долго време доктор и нели секогаш имаме прашања од медиуми и од било што, дали во текот, не знам, на оние пеколни температури во Скопје или овие нагли промени и така натаму. Не најдовме дека нешто драматично тоа се зголеми намалува бројот. Дефинитивно, нели, кај некои така наречени метеоропати има такво влијание, но пак ќе кажам, како и за стресот, е тоа страшно немерлива величина, бидејќи модерната медицина бара точни информации, податоци и така натаму, и е тешко да му кажеш на пациент дека ако е надвор 25 степени треба да се шета или не треба да се движи, пак ќе остане на работата, подобро да биде комплетно активен, бидејќи редовната секојдневна физичка активност, бар 30 до 40 минути на ден, да има ефект, значи да пулсот се покачи 120, 130, 140, зависи кој пациент е колку кондицијски спремен, е најдобра превенција за сите овие фактори што ги зборевме, од покачен крвен присок, шеќерна болест, па и за овие аритми за што правиме и денеска разговор. Така. Во поглед на возрастната граница, пред малку кажавте дека едни се параметрите до 65 години, други се за пациентите над 65 години, но
кои се позаштитени тука, жените или мажите? Кого повеќе го погаѓа мозочниот удар? Прво, што е пациентот постар и женски и машки пол е поризичен, значи тоа беше на времето, нели, пациентот е возрасен и е тешко да се започне ова антикоагулантна терапија, која што сама по себе го зголемува ризикот од крварење и тоа беше огромен проблем. Околу половите да, жените се повисокоризични за мозочен удар кај овој тип на аритмија, дури во тој скоринг систем, доку пациентот е жена, има БОТ1+, тоа значи пациентките со мозочен удар се поризични да добијат. Значи, за разлика од, например, миокардниот инфаркт, значи тоа е исто тромб во срцевите артерии, ние мажите сме по високоризични до негде 50-55 година, после некако се изедначуваме статистички, а жените што се повозрасни, па и во помлада возраст се поризични за мозочен удар. Тука за жал сте поризични вие. Значи, драги мои дами, доколку одамна не сте биле на преглед, веднаш закажувајте кај вашите матични лекари, земете интернистички упат, така нели, и веднаш започнете да си го контролирате вашето здравје, бидејќи еве ние сме биле тука поризична група во поглед на мозочните удари. Ние тука некаде предлагам доктор Трајков да ги отвориме телефонските линии и да им дадеме можност и на нашите гледачи да си постават прашања поврзано со овие проблематики околу кардиоваскуларните состојби, околу симптоми кои што може би ве загрижуваат или околу некоја ваша актуелна здравствена ситуација која што е во тек или имате конкретни прашања за нешто што ве мачи, но како што кажа и доктор Трајков, не останувајте само со лекување на телефон, ниту пак да барате лек на вашите паметни телефони, компјутери, што и да е, најдобро би било покрај советот кој што денеска ќе ви го даде доктор Трајков, вие да си закажете кај вашите матични лекари да ве прегледаат и да видат во каква кондиција е вашето тело, вашиот мозок и комплетно вие како личност. Кој имаме прегледач, ајде да го чуеме. Добро утро, секое утро, повелете. Добро утро, на телефонот Скопје. Повелете. Работи за синми. Во неделата падна од скали. Меѓутоа не знам дали се сопнал или нешто му се случило. Изгуби свест и тогаш ние епе го повративме. Јас со раце му пика во уста, ми крчеше. Внатре крчеше. Го повративме после 5 минути, се освисти и дојде брза помош. Го однесовме во ургентен. Го снима торакален зид, сега ќе ви прочитам. Томографија абдомен, томографија врат и томографија глава. Тоа е се во ред, притисокот му се стабилизира, да ми е страх сега со срцето, да не е имал некој проблем со срцето. Така, јас жалам за вашата непријатна случка и посакувам добро здравје, дали од ова кажано Апсолутно. можеме? Значи, вакво нејасен губиток на свест е, нели, еве, колку што чувме, исклучено некоја последица од падот, нели, дека обично и, нели, такви скриени повреди може да се битни. Апсолутно треба господинот да се јави во исследување кардиоваскуларен центар било кој, поради тоа што ваквите нејасни губитоци на свест може да бидат причина кардиоваскуларна. Најчесто се тоа спротивно од тоа што правиме, збориме, нели, најчесто е некоја спора срцева работа кој што нема доволно крвоток во мозокот, а може да си одредени апсолутно брзи аритмии кој што може во кратко време, ако е пулсот многу висок, тоа кога многу висок над 200 и нешто, тогаш може да дојде до ваква нејасен губиток на свест или синкопа, кој што мора да се исклучи кардиоваскуларно. Апсолутно предлогот е што побрзо да се јави во некој кардиоваскуларен центар, апсолутно. Токму така, да видиме дали имаме и следен гледач ова утро. Повелете. Толку е, немаме гледач. Преостанува време само да го заокружиме ние разговорот. Ајде да им помогнеме со една препорака.
како да го превенираме ние нашето здравје и како да го подготвиме телото за високите температури кои час поскоро ќе стигнат. Некогаш и април знае да биде потопол од мај и од јуни. Како да се подготвиме и како да го заштитиме срцето и мозокот од несакани последици? Да, срцето нема да го заштитиме, спомнавте тоа, ме подсетивте со доктор Google и барање, нели, начин на третман на било кој, па и за срцевиве аритми. Значи, тоа е една општа работа што го повтараме со години, значи пациентот да биде апсолутно, да ги следи своите внатрешни инстинкти околу редовна физичка активност, следење на крвниот притисок, следење на маснотиите, тоа не го спомнав, во нивото на холестеролот и шеќерна болест, телесна тежина, секое, конкретно за аритмија, седи аритмија која што трае неколку минути, подобро е да се јави за следење на тој пациент. Само така ќе ги превенираме нашите пациенти од било која болест, а доминантно кардиоваскулна. Кај кардиоваскулните болести е најбитно рано откривање, рано преземување на мерки кои што требаат, па должината и квалитетот на должината на животот се продолжува. Гледаме и сега, благодарение на вакви мерки што збориме долги години, животниот век и во Македонија се зголеми, имаме многу активни наши сограѓани од Скопје и понатаму наводно нато со 8 напред, што е за апсолутен поздрав. Така е, вистина е за поздрав. Доктор Трајков, ви благодарам што бевте наш гостин во утро. Верувам дека поменавме и предупредивме многу од нашите гледачи кои редовно не следат. Значи, не ги игнорирајте сигналите кои што ви ги праќа вашето тело, туку веднаш закажете си да ви биде мир на главата и да можете да се обезбедите долг живот без многу лекови. Ве поздравувам, наред се утринските вести, односно првите утрински вести на Алфа телевизија, а ние се гледаме веќе утре, рано наутро. Довидување.